Добро вечер, јас сум Елизавета Галевска, ова се вестите во 18 часот на Канал 5. Влада до понеделник нема да има, потврди денеска мандатарот Зоран Заев пред средбата со лидерот на БЕСА Билал Касами во собранието. Заев денеска имаше средби со лидерите на Алијанса и на Дуи, Ахмети и Села. Пред собранието Јулијана Николовска. Јуле, кои се последните детали, кога може да се очекува новата влада? Добро вечер, Бети. Средбата помеѓу Заев и Касами, што туку заврши по 2 часа разговори внатре во собранието. Во момент лидерот на СДСМ и мандатар за состав на нова влада дава изјава. Претходно тој пред оваа средба рече дека не можеме да очекуваме предлог за состав на нова влада и владина програма барем во следните 2 дена. Не прецизираше кога точно тој би доставил состав на новиот владин кабинет и програма до собранието. Предлагам да ја слушнеме изјавата на Заев дадена пред средбата со Касами. Не верувам дека денеска ќе стигнеме. Правиме напори, тоа зависи од сите политички партии, до пред малку со другите две политички партии или коалиции одржавме средба, денеска сме исто со БЕСА, до вечер касното продолжуваме посветени максимално, но како и да ја гледам работата, денеска тешко дека ќе стигнеме. Разговараме за вистински суштински работи, важни за граѓаните, важни за еднината на новата влада на Република Македонија. Верувам дека тоа е вредно да се изгуби ден-два повеќе или помалку, но истовремено е важно за сите нас ден поскоро владата да биде готова и предложена за собранието на Република Македонија. Не можам да претпоставам, СДСМ и коалиционите партнери се само еден од партиципантите, другите 3 политички субјекти ги знаете. Дуи, БЕСА, Алијанса за албанците, зависи тоа од сите нас заедно. Така, БЕСА е единствената од партиите кои што се очекува да бидат дел од владината коалиција, која што се уште нема одговор на ова прашање дали ќе учествува во извршната власт и доставија писмени принципи до Заев, побара редефинирање на државата, балансирано владење, како и тоа во новата влада не учествуваат лица кои се инкриминирани, против кои се водат кривични постапки. Заев на оваа средба требаше да одговори на нивните барања, на барањата на БЕСА, а потоа да се разговара за тоа каков ќе биде идниот владин состав. Како што кажа и во најавата Бети, Заев денеска имаше средби со председателите на Дуи, Али Ахмети, и со Алијанса за албанците, со кои што веќе се договорени начелните правила за начелните принципи за заедничко владење. Лидерот на Дуи, Али Ахмети, денеска имаше средба и со амбасадорот на САД, Джезбели. Ахмети на оваа средба дал уверување дека во текот на следната недела Македонија веќе ќе има, како што рекол, нова реформска влада. Ахмети исто така истакнал дека оваа влада ќе биде посветена на реформите кои што ќе ги забрзаат процесите за евроатлантска интеграција на земјава, но и исто така ќе биде посветена и на спроведување на реформите на спроведување на Охридскиот договор. Како што кажа, во овој момент лидерот на СДСМ дава изјава, секако таа ќе можеме да погледнеме во следното информативно издание и да видиме што точно дали е договорено учество на БЕСА во новата влада. Благодарам, тоа беше Јулијана Николовска. До понеделник нема нова влада, најави мандатарот Заев. Известно да се очекува дека тоа ќе се случи наредната недела, не зависи само од СДСМ, туку и од останатите партии, изјави Заев. Продолжуваме. Сателит партии, приврзоци на СДСМ со цел да се одземат гласови од ВМРО ДПМН, изјави денеска Груевски, прозивајќи ги помалите партии од десницата. Нивната улога да одат засебно, а не во коалиција со СДСМ, и покрај тоа што имаат одлична соработка со СДСМ, беше да се прикаже пред гласачите, пред граѓаните, дека ете тие се независни, не се заедно со СДСМ и слично, и да убедат дел од десничарското гласачко тело да на некој начин им ги даде гласовите на нив, верувајќи дека тие се десна опција, дека не се поврзани со СДСМ и дека ќе делуваат самостојно. Така што јас тоа кажував и во кампањата и воопшто нема да бидам изненаден доколку сега станат дел од владеачката гарнитура, добијат некои места, не знам, директорски или било какви, една нормална последица на целото нивно работење и соработка со СДСМ во изминатите можеби 4, 5, 6 години и повеќе, некој од нив и повеќе, зависи кој како.
Знаеме дека еден период беа коалициони партнери на СДСМ, настапуваа заедно на митинзите, па потоа нивните стратези оценија дека е подобро да настапат одделно за да одземат дел од гласачкото тело на ВМРО-ДПМН. Практично ова се сателит партии кои што служат во избори за одземање на гласови на ВМРО-ДПМН. А српската амбасадорка денеска реферираше во МНР во врска со случајот на незиниот вработен кој се најде во собранието на 27 април. Деталите ги има Ѓорги Томич. Предупредување за мешање во внатрешни работи доби Србија преку нивната амбасадорка Душанка Дивјак Томич. Во македонското МНР дипломатката реферираше што бара незиниот советник и припадник на српските безбедносни служби во собранието за време на инцидентите на 27 април. На средбата со Горан Тепчевски, директорот на Директоратот за земите од Југоисточна Европа, се договориле двете земи да го расчистат овој случај, превземајќи соодветни активности со цел да нема отворени прашања. Амбасадорката по средбата не сакаше ништо да коментира. Што требало да се каже е речено. Према томе од мене. Очекувате ли барање за повлекување на Жувајловиќ од амбасада? А што ви рекла? Рекла сам све што е требало да се каже е речено. Министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачич потврди дека нивниот припадник е од српските безбедносни служби. Според него не е прекршен ниту еден дипломатски протокол. Је он учествувao у неком кривичном делу? Не. Njegov je posao da izveštava o situaciji u Makedoniji i on je svoj posao radio. Nikakvih razloga, Srbija se ne meša u unutrašnje stvari u Makedoniji. Дачич пред новинарите читаше список на имиња од луѓе од Македонија кои, како што тврди, во Србија организирале протести против премиерот во заминување Александар Вучич. Се ја поднесе барање за обезбедување на имот поврзан со предметите 300 и Талир. Според соопштението, во врска со предметот 300, откако е пријавено имотно правно побарување од страна на оштетено лице, побарано е да се изрече забрана за отоѓување и оптоварување на имот. Во врска со предметот Талир поднесено е ново барање до судот за определување на привремена мерка забрана за отоѓување и оптоварување на дел од недвижен имот кој потекнува од извршено кривично дело, при што во предвид се земени укажувањата на судот искажани во одлуките со кои беа одбиени првичните барања за обезбедување на имот. Предметот 300 се однесува на јавна набавка на возила во МВР, а Талир за незаконско финансирање на партијата ВМРО-ДПМН. Председателот Ѓорги Иванов денеска на аудиенција кај поглаварот на Римокатоличката црква папата Франциск. Весна Велкова. Шефот на државата Ѓорѓе Иванов денеска во Ватикан имаше аудиенција кај поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск. Посетата е во рамките на чествувањето на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил, но поради престојот во Москва, Иванов и македонско-црковната делегација денеска беа примени од неговата светост. Неговата светост папата пројави интерес за состојбите во нашиот регион, за состојбите со бегалците, за сето она што се случува во нашето окружување, пројавувајќи загриженост за сите прогони на христијаните, за страдањата што постојат и за она што се случува денес во светот. Председателот Иванов и папата Франциск си разменија подароци. Делегацијата вчера ја посети базиликата Сан Клементе каде положи венец на гробот на Свети Кирил. На изборите во Албанија на 25 јуни партијата на македонците Македонска алијанса за европска интеграција ќе се бори за пратеничко место во коалиција со партијата на новоизбраниот председател Илир Мета. Македонците во Албанија наместо со Еди Рама на изборите што ќе се одржат на 25 јуни ќе настапат во коалиција со Движењето за социјалистичка интеграција на Илир Мета, кој неодамна беше избран за шеф на државата. На кандидатската листа за изборната единица во Корча е генералниот секретар на Македонската алијанса за европска интеграција МАЕИ Васил Стериовски, кој на изборниот митинг оцени дека благодарение на договорот и соработката со партијата на Мета дадена е можноста македонската заедница во парламентот на Албанија да има свој представник. Kjo nuk është një marrëveshje për të shkrirë aleancën maqedonase. Jo. Kjo është një marrëveshje për ta përfaqësuar komunitetin e mrekullueshëm Maqedonas
në të gjithë institucionet e shtetit shqiptar. Пред околу еден месец албанската влада го усвои предлог законот за заштита на малцинствата, меѓу кои и македонското. Во првичната реакција, македонското друштво Илинден од Тирана соопшти дека со ова владата потврдила дека во Албанија живеат македонци, а не бугари, како што преку резолуција на Европскиот парламент за Албанија се обидуваат да докажат европретениците Ковачев и Џамбаски. Гледате вестите во 18 часот и во Македонија во најрана фаза ќе се открива канцер. Прецизна диагноза и детектирање дури и на само една малигна клетка во организмот. Прецизно следење дали е ефикасна терапијата кај пациентите со малигни заболувања, како и производство на радиоактивни изотопи за медицинска употреба. Сето ова возможно и достапно во новиот ПЕТ центар кој денес беше отворен во клиниката 8 септември. ПЕТ диагностичките постапки ќе бидат достапни за граѓаните на Република Македонија како дел од пакетите на услугите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Македонија со неразвиен здравствен систем во регионот со единствен ПЕТ центар. Инвестицијата е вредна 16 милиони евра, а стручниот кадар има завршена обука на Универзитетот во Болоња. Ова е само завршна фаза на еден проект кој што всушност представува кој што е дел од долгогодишната соработка која што Меѓународната агенција за атомска енергија ја има со Република Македонија. Отворањето на ПЕТ центарот го поздрави и Никола Груевски. Тој потенцираше дека овој проект представува уште едно реализирано ветување на ВМРО-ДПМН. Тумор тежок 16 килограми бил изваден од стомак на 37 годишна жена, повеќе од Мирјана Мирчевска. 16 килограми тежок тумор доктор Игор Алуловски од клиниката за гинекологија и акушерство извади од стомакот на 37 годишна жена. Операцијата траела 2 часа. Тимот на гинеколози и анестезиолог успешно ја направили интервенцијата. Пациентката е стабилна. Повеќе работи имавме дека го отвориме абдоменот, значи буквално за да може да пристапиме до цистата, за да извадиме во целост, со цел да избегнеме прскање случајно на цистата, бидејќи сепак во дадениот момент вака навидум таа изгледа дека е бенигна начелно, по изглед сакам да кажам, меѓутоа не може да бидете сигурни никогаш. Пациентката забележала дека во последните 7 месеци интензивно и расте стомакот. Се сомневала во качување на килограми, но откако и вагата по строгата диета покажувала плюс, заминала на гинеколог. Кога приметила дека едноставно ништо не се менува и веќе почнуваат проблеми со дишење, бидејќи цистата е огромна, прави притисок и на градниот кош, се јавила на гинеколог. Значи болката или проблемот ја натерал да се јави на гинеколог. Значи не имаме превентивно прегледување, значи да се оди, не знам, на одреден временски период на лекарски преглед, контрола, него само тогаш кога ќе се јави проблем. Канал 5 пред 2,5 години ги снимаше доктор Игор Алуловски и тимот од гинекологија, кој оперира аджиновска циста тешка 50 килограми. Новата административна зграда на АДЛМ се очекува да биде готова кон крајот на јуни. Компанијата ЕЛЕМ идниот месец ќе се смести во новиот објект. Распространет е на 10.000 метри квадратни, на 8 ката со 3 подземни нивоа и паркинг простор за околу 200 возила. Инвестицијата е 15 милиони евра, а во неа ќе бидат сместени ЕЛЕМ, ЕЛЕМ Турс и ХЕЦ Треска. Денеска директорот беше на увид придружуван од председателот на ВМРО-ДПМН. Се работи за еден успешно завршен проект овде во строгиот центар на градот. Паралелно со него се заврши уште еден објект кој што е тука, тоа е зградата на регулаторните тела. Сличен по големина објект и сличен и по инвестиции, така што станува збор за сместување на 6 регулаторни тела. Во исто време се направија и огромни заштеди, но и огромни напредоци во однос на многу енергетски проекти во Република Македонија. Директорот на компанијата Христијан Мицковски информираше и за останатите развојни проекти на ЕЛЕМ, меѓу кои изградбата на секундарна и терцијална гасоводна мрежа, рудник за јаглен и термоцентрала во Пехчевско и голем број други проекти, од кои, како што рече Мицковски, дел се во фаза на градба, а за дел се отвораат тендери за нивна изградба. По средбата со некои од синдикатите, изјава даде генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски, новата влада ќе ги заштити правата на работниците. Македонија има потреба од вистински синдикати, слободни синдикати, неокупирани синдикати, и тоа е задача и цел и владата да допринесе да имаме навистина слободни синдикати со кои што ќе можеме да разговараме за заштита на работничките права. А ние како Социјалдемократски сојуз, тоа ни стои во програмата да
навистина направиме се да ги заштитиме работничките права, а тоа може да се овозможи само преку отворен диалог и помеѓу работодавачите, работниците и владата, и тоа е нешто што мораме веднаш да го започнеме. Останете со нас, продолжува дебатата во Само вистина. Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во 10-тото издание на Самовистина. Во овие 2 недели во Самовистина слушнавме вистина на повеќе јавни личности од политичката сфера, од јавниот живот, повеќе аргументи за и против, квалитетни дебати. Една таква дебата очекувам да се случи вечерва во Самовистина со моите гости, новинарот Мирче Адамчевски и амбасадорот Ристо Никовски. Добар ден и благодарам што прифативте поканата. Благодарам на поканата. Господа, дали Македонија има компас со вистинска насока кога е во прашање иднината на нашата земја и дали мислите дека понекогаш знае како мала земја и како мала дипломатија на дворешна политика да биде на удар на тие меѓународни сили и интереси? Повелете. Се дали има компас Македонија? Мислам дека Македонија 25 години лута. На почетокот можеби имаше некои определби кои се определивме, да речеме, за НАТО, за Европската унија, тоа беше 90-тите години, почетокот го беше. Меѓутоа, со тек на време, работите веќе се изменуваат, се изместија и сега, да, остануваме на тие приоритети што беа тогаш зацртани, меѓутоа гледаме дека поддршката внатре во државата опаѓа кон тие приоритети, а се случи и други работи. Во македонската политика веќе не знаеме каде и што и како да одиме, веќе се јавуваат и некои амбиции да одиме кон исток, има и трети амбиции да идеме кон далечниот исток, значи зборувам, зборувам за Кина, така што мислам дека Македонија е редно да се подготви, да седнат тие што ја креираат на дорешна политика и да седнат да се договорат каква и што е определбата на Македонија. Тие јавно го кажуваат тоа. Така во вербалните заложби 20 кусур години вербално да, кажуваат така, сме за Европска унија, сме за НАТО, меѓутоа во праксата работите одат многу тешко, се разбира. Причине знаеме едно и прашањето со името со Грција, но не е само тоа. Не е само тоа. Никовски, повелете. Видите, имаме ориентири, тие се поставени, како што беше речено, од самиот почеток на самостојна македонска држава. Меѓутоа, знаете, кој ќе поставите една цел, таа цел секојдневно треба да се прилагодува, обмислува повторно, да се види дали таа цел е реална, достижна и дали се што се прави во таа насока е оправдано и прифатливо и дали помага или не. Мислам дека ние премногу круто, би рекол, се определивме од почетокот за НАТО и ЕУ, и тоа не беше спорно, бидејќи прв пат во историјата на Балканот сите земји има една единствена ориентација. Претходно не делеа разни сили, едни беа со едните, други со другите. Овој пат имаше еден заеднички именител. Меѓутоа, тој заеднички именител, велам, почетокот се следуваше на НАТО и ЕУ, дури беше направена една скала, прво во НАТО, потоа во ЕУ, и тоа не беше случајно направено, затоа што требаше да се исчехлат некои работи во регионот и да се исчисти руското влијание, и после втората етапа беше ЕУ. Меѓутоа, во нашиот конкретен случај, таа ориентација се до 2008 година и самитот на НАТО во Букурешт беше на некој начин недискутабилна, бидејќи Македонија полека се одеше во таа насока, го доби и прво потпиша договорот за стабилизација и асоциација, го доби после тоа дури овој статусот на кандидат, нели така? Меѓутоа по Букурешт 2008 година, кога ни поставија блокада, уцена и ултиматум, недолично све, надвор сите демократски принципи, надвор од се она што е, да речам, прифатливо, ние ништо не преземавме и никако прилагодување не направивме. Затоа што по Букурешт во 2008 година Македонија треба прво да се прекрсти ако сака да стане членка на овие две европски и светски асоциации и интеграции.
на начинот на кој го прават тоа, реков, е недоличен, тој е навредлив, разбирате, и Македонија де факто од 2008 година оди надолу, бидејќи нашиот маневарски простор се стеснува и ништо ние не преземавме на тој начин да на таа нова констелација, да ја зајакнеме нашата позиција, да побараме некои, ако сакате, алтернативи, не во смисла на вртење кон Русија, тако нешто нема во Македонија, иако има симпатии за Русија или уште помалку кон далечниот исток, бидејќи и Русија и Кина, за жал, можеби за среќа, кој знае, во овој момент немаат интерес за Балканот и особено за Македонија. Значи, нашата ориентација моментално према ЕУ е позитивна, прифатлива. Јас би го ставил под знак прашање НАТО, бидејќи по настаните во Украина, НАТО е веќе еден агресивен фактор во регионот, на Балканот, односно во Европа во целина, ја руши стабилноста иднината на Европа и во таа констелација Македонија мора да заземе некој став поодлучен. Тоа не е лесно, бидејќи од другата страна на барикадата Соединените американски држави, кои се главен менаџер на сите овие наши кризи во 25 години, али во секој случај тука ние се наоѓаме во еден празен простор, во едно лимбо и крајно време е да се земат некои некои преиспитувања, преанализи, нови анализи кои ќе го постават тие наши цели, наши мислам. Но дали ние малку не сме виновни, господине Николски, затоа што вербално кажуваме дека сакаме во Европската унија и во НАТО, во тие меѓународни клубови и организации кај што нели владеат принципите на демократијата, а на теренот емитираме сигнали како да се наоѓаме во 19 век, а не во 21 век, каде што прашањата ги решаваме со насилство. Колку и ние не сме виновни за таквата позиција? Прво да бидеме прецизни. Во рамките на овие европски интеграции, во рамките на меѓународните односи, не владе демократијата, владе силата и Македонија е конкретен и класичен пример на употреба на сила. Тоа е, меѓу другото, и Букуреш 2008 година. Ние цело време сме свесни на двојни стандарди. Тие што зборуваат за владењето на правото, ја признаваат ли Хашката пресуда? Не ја признаваат Хашката пресуда. Според тоа, тие доминацијата на правото, демократијата ги користат само кои ќе им одговараат нив, а во моментот кој ќе не им одговараат нивните интереси, нели така, тие тоа го игнорираат. Македонија е тоа класичен пример. Во Македонија случувањата последни кои, нели така, со поготово несаканите настани во собранието, покажа една грда слика за нашата земја, само да не заборавиме дека се што се случува во Македонија последните 25 години е менаџирано од надвор, од првите непризнавања на државата, суспензија на името, привремената спогодба, војната во 2001 година, Букуреш 2008 година, кога не ги затворија вратите за НАТО се за нас ширум затворени. Значи, Македонија е жртва на туги интереси, кои диктираат и на внатрешен план, амбасадорите странски тука се како неизбрани гувернери, така да сето тоа мора да се гледа од еден поширок аспект, дека ние сме жртва на туги интереси, апсолутно не минимизирајќи ги нашите собствени грешки, меѓутоа тие туги интереси ја водат земјата во насока која апсолутно не е прифатлива за македонскиот народ. Адамчевски, дали ќе се согласите со овие тврдења? Да, до некаде согласувам, меѓутоа голема и вината, нашата вина, затоа што ние ги толерираме тие странски амбасадори што се однесуваат. Така, доколку некому не му се допаѓа, може да го протера тој амбасадор, ќе направи поголем скандал, меѓутоа или ќе го игнорира тој амбасадор, нема да го прима тој амбасадор со неговите ставови што ги испорачуваат. Но мислам дека ова лимбо ситуација што ја спомена Николски, некој ќе искористи дека останува празен простор на Балканов, остануваат Србија, Македонија, Босна и Херцеговина и тие три земји и некој ќе ги искористи. И Босна. И Босна, да, и Босна. Косово, Албанија се во друга. Да, и сметам дека тука сака Русија да евентуално да направи нешто со нејзиниот план кој што на почетокот како беше потекнат од Црна Гора, значи домашен план, балкански план, но подоцна влезе и официјална Русија го прифати и го афирмира и насекаде го збора, така наречениот план Б4 за формирање војно неутрална зона на Балканот, во која ќе влезат овие 4 земји. Јас сум противник на тоа, на формирањето на таква зона од едноставна причина што ние сите сме обкружени со
со земји членки на НАТО и мислам дека треба да сепак да инсистираме да влеземе во НАТО од едноставна причина што не дека ќе ни биде гарант за безбедност, ние така имаме спогодба со Америка одредена во таа насока, но треба да одиме во НАТО, подоцна ќе влеземе и во Европската унија, како што впрочем и одеа сите процеси. Знаем, од Балтички земји прво влегува во НАТО, па потоа во Европската унија и другите земји прво влегува во НАТО и потоа во Европската унија. Сметнам дека влегувањето во НАТО ќе доведе и до определена стабилизација внатре во државата поради составот кој што ги имаме. Што мислите, зошто сега овие 4 земји проблем би било НАТО да ги прими сите, па макар и во пакет? Па веќе да ви кажем, веќе се спекулира, не, во пакет нема да бидат примени, затоа што Босна е посебна приказна, Србија е посебна приказна и ние сме посебна приказна. Но како нерешени проблеми, да речеме, како бројност нема битно нешто да нарушиме. Веќе има индици и залагања, и дури и на Запад има залагања Македонија да биде примена во НАТО под привременото под референцата. Не, тоа не е привремено, тоа е референцата. Знам дека со консензус со референцата да биде примена. Така да... Видите, што несува до Русија и нејзината улога на Балканот, таа прв пат сега се појавува со некакви изјави најдиректно со слабите во Македонија, точно така. Претходно е доста инволвирана во Република Српска, нешто во Србија, со тој што го има центар во Ниш, и тука отприлике застануваат, разбирате. Русија по распадот на Југославија прво беше во хаос во времето на Елцин и тогаш е моментот кога Америка прв пат стапна со целата своја тежина на Балканот и контролира се, разбирате. Русија не беше спремна и се уште не е спремна да се конфронтира со Америка на Балканот. Некој ќе рече и никогаш не била... Да, Америка никогаш не била. Русија била секогаш присутна тука. Сега прв пат е да е тотално исклучена, самосвесно. Но никогаш не била подготвена подлабоко да се инволвира во случувањата на Балканот. Порано да, сега не. Мислам, али тоа е пред целото американското присуство. Што не сува до НАТО, да не забораваме дека договорот кој го направи Горбачов околу Источна Германија, не така, спојувањето на двете Германии, со Джеймс Бейкер, познати разговорот, не е спорен, дека НАТО нема да се шири ни за јота, така беше таа првата верзија, према исток. Ние знаеме дека периодот на Елцин ги зема Балтичките земји и се уште Русија тоа го проголта, до пред некоја година, до Украина поточно, Русија отворено нас ни кажуваше. Нема никои проблеми нити со вашиот интерес за НАТО, нити со ЕУ, меѓутоа ние сакаме да развиеме односи. Отворено, официјално ни го кажува. По Украина, кога веќе Америка сака директно да ја уништува на Русија на самите граници, да поставува ракети, разбирате, конфронтацијата е веќе отворена. Тоа е нова студена војна која уште не се нарекува така, мислам, али тоа е тоа. И сега Русија веќе има своји резерви према НАТО. Има случаи кога Малта не е членка на НАТО, стана членка на Унијата, Кипар и така натака. Има исклучоци, меѓутоа тоа правило станува. Македонија, стабилноста на Македонија и безбедноста на Македонија не зависат од никакви проблеми надвор од државата. Нашите проблеми се внатре, разбирате, што сега доаѓа особено до израз, бидејќи ние сме во еден добар дел окружени со НАТО членки. Србија има декларација на собранието дека нема да влегува во НАТО, нема да влегува во НАТО. Босна е далеко такво нешто, а Албанија и Косово се посебна приказна, бидејќи тоа е картата и стратегиското партнерство кој постои со Америка. Затоа мислите дека по Црна Гора Македонија ќе биде земјата со која што ќе се прошири НАТО? Многу тешко, видите, многу тешко, тоа е дури неверојатно, бидејќи зошто господине Никовски ги имаме исполнето сите услови. Се бара нели прашањето земјето да се реши, меѓутоа може да се влезе и со референцата како што спомена и во 2008 година кога настана тој пресврт, разбирате, кога ги затвори вратите за НАТО за Македонија, кога беше поставено името како услов, не беше тоа грчко, немаше грчко вете во Букурешт. Ако Америка сака Македонија да влезе во НАТО, Грција не може да го спречи. Тоа американскиот булдожер било претходно на Холбрук, после тоа на Нулан, ке проработеше. Се работи за оценка која и Нимис во една прилика ја обелодени, дека во моментот ако влезе Македонија во НАТО со референцата, завршува прекрстувањето.
тогаш нема да има основа, Македонија ќе биде внатре, како што каже тој Шефер, дека вие сте надвор, чист расизам, а овие се внатре, затоа значи црнци има и расизмот, вие сте црнци со други зборови. Нема расизам, али црнци сте и затоа немате право, еднакво право. Македонија тешко ќе внесат во НАТО, додека не прекрстат и мислам сето што се случува последните 3 години има една единствена прецизна цел Македонија се прекрсти, тоа американците не го кријат. Хојти само ќе да мисла, Хојти во април во Загреб рече ќе дојде нова влада и ќе го реши проблемот со името. Не рече ќе се обиде, ќе настојува, ќе отвори просор, ќе го реши. Значи, тоа на некој начин е договорено, тоа е целта, е откри дека е целта и мислам дека тој притисок врз Македонија сега за да прифати прекрстување по американската формула, што Грција за среќа не ја прифаќа, ќе биде исклучително жесток и ја мислам дека ако нашите попуштат, тоа ќе биде историска грешка. Јас останувам на ставот дека очекувам да биде Македонија. Сепак, јас сум оптимист дека ќе биде примена под привременото име. Тоа е референца, не е име. Добро, под референцата. Мислам дека ќе биде примена во НАТО и дека сепак работите ќе бидат поинакви, дека со влегувањето во НАТО сепак ќе ни се отворат и вратите по НАТО ми во Европската унија. А што се однесува до Русија, точно е, Никовски знае, Мошна Добро беше амбасадор во Русија, Русија стално ни вика нас, ние немаме ништо против. Не сте биле дописник. Вашето, имаме московски зајцата. Значи, немаме ништо против да влезете во НАТО, немаме ништо против да влезете во Европската унија. Меѓутоа, дајте да си имаме соработка една нормална која што ќе биде. Дали Адамчевски, дали ќе биде сега не е тоа случај? Не, сега не е случај. Значи, а јас често пати сум го кажувал тоа. Русија го изгуби Балканот за времето на Елцин. Комплетно Балкан политички зборам го изгуби. Дојде Путин, доведе нова стратегија, политички го изгубивме, но затоа ќе настапиме економски и културно. И почна да се формираат културни центри, да се отвараат ширин Балкан, не само на Балкан, него и во други земји, и кај нас. Овдека се отвараат економска соработка, почна енергијата почна економска соработка, значи, но одеднаш последниве години гледаме дека може и после Украина дека работите се заструват и веќе за тие одат чекор напред и зборуваат веќе за други стратегии, други работи кои што како треба Русија да настапи на ова. Мислам дека Русија нема да се откаже од таа политика што сега ја води, значи останува да видиме како ќе биде контра одговорот на Западот на нејзините настојувања. Дали сметате дека би било исто така толку фатално како што оценува господинот Никовски ако Македонија во НАТО биде примена под референцата? Не е фатално, јас се согласувам да биде примени во НАТО под референцата. Ќе биде исчекор за нас. Тоа е чекор напред. Ама нема да го дозволат. Кој нема да дозволи? Се знае кој е царот, се американски држави. Знаете, оваа нова власт која тие поддржуваат, која ја креира со многу, мислам, потези. А што мислите дека Соединетите американски држави инсистираат на тоа ние да го промениме името? Апсолутно. Видите, носител на целиот проект за прекрстување на Македонија не е Атина, тоа е Вашингтон, со тоа што се до 2008 година тој клучен момент на самитот на НАТО во Букурешт, Америка беше во позадина. Јас ќе потсетам дека до 2008 Грција е инструмент во рацете на САД? Грција има само лиценцата на спорот, разбирате. И тука има коинциденција на интересите, зашто Америка тука доминира, игра на картата на албанците во регионот, а овај проблем со името им користи нив да не држат нас постојано во шах. Ќе потсетам дека се до 2008 година самитот на НАТО во Букурешт, ниту еден американски амбасадор, тука беа Батлер, Миловановиќ, не го има јавно спомено проблемот со името. Спомнато, никој од нив. Доаѓа во 2008 Рикер и почнува со кампања Македонија се прекрсти. Го продолжи тој Волкер, да, овој сега е, мислам, агресивец, Бейли и така натака. Тоа покажува дека таа американска политика доби моментум и сега веќе не ги кријат своите намери и велам целата оваа криза која 3 години ги тресте медите. Но ги проблемите со Грција што беа на билатерален план барем почетокот на 90-тите. Целта на
целата оваа криза која е апсолутно 99%, јас сега не ги проценувам нашите грешки, е менаџирана од странство, е да се прекрсти Македонија, да се направи еден исчекор во некакво нивно замислено стабилизирање на регионот, што е апсолутна грешка, затоа што прекрстувањето на Македонија не може да се направи без војна, а таа војна ќе биде многу поопасна од сите што беа во после поранешна Југославија, бидејќи интересите за Македонија ќе бидат, мислам, интересите на соседите ќе дојдат до целосен израз. И знаете што е најинтересно во тој контекст? Но дали еден таков луксус би си дозволила меѓународната заедница и САД? Тој ќе го спреча, тој нема да има војна. Јас сум да нема да има војна. Меѓутоа ова што го прават оди во таа насока. И знаете, ако дојде до, не дај Боже, до такво, да речем, заострување и конфронтација, најголеми губитници ќе бидат албанците. Во една таква ситуација против албанци ќе бидат србите, но еве прочитавме деновиве кои македонците, бугарите, порача на албанците да не излегуваат со најави за голема Албанија за Таа реалност, колку пати деновиве ги слушаме, ги читаме, што зборуваат Тачи, што зборува Еди Ама. Тие веќе не окрија тој голем албански проект, што е во основата тиранската, што е во основата тиранската платформа. Имаме порака од Соединетите Американски држави да не се играат веќе со таква реторика, затоа што на Балканот нема услови да се дојде нели во некакви интеграции, да се влезе со прекројување на границите. Се што прават албанците, било во Тирана, било во Македонија, било на Косово, под директен менеджмент и договор со Вашингтон, да бидеме јасни. Не заборавајте дека Вашингтон, само да ја завршам мислата. Не заборавајте дека Вашингтон за да се отцепи Косово го бомбардираше Белград надвор од сите меѓународни принципи, стандарди, права и така натака. Белки ние нема да дојдеме до таа точка. Медлин Олбрайт, која беше носител на тој проект, изјави пред 2-3 години, че интервенцијата околу Косово, војната во 99-та година и бомбардијето на Белград беа нелегални, ама корисни. По таа логика, утре може да фрлат атомска бомба кај сакаат. Алудирате на политиката со Стапот и Морковот? Не, тука нема Морков, тука е Стап само за нас во регионот. За Македонија поготово. Ја мислам дека доста има право господин Никовски во поглед на американскиот приод кон решавањето на ситуацијата во Балканот и поддршката, да речеме, на Косово и нелегалното бомбардирање на Србија без одобрување од Обединетите нации. Меѓутоа, сметам дека Америка и Европската унија за сега не се сплотени за решавање на ова прашање, да речеме, со Македонија, за решавање по амерички терк. Мислам дека во Европа сепак има и земји кои што тоа не го поддржуваат, а земји кои што се членки на Европската унија. И поготово сега со доаѓањето на Трамп ние не знаеме, тоа е многу непредвидив. Као политичар гледаме ние, еден дава едни изјави, други ден дава други изјави, однесувањето гледаме како му е. И не знам сега до формирањето на след департаментот, бидејќи се уште не е формиран. Точно така. И треба да поминат едно, можеби 6 или 8 месеци. Викаат до година нема ништо. Можеби, да. Така да сметам дека ова прашање на голема Албанија, на Македонија, нема да биде, ќе биде ставено ад акта, значи нема да доди во понагона линија во насока на репресија. Мислам дека ќе биде статус кво се до доаѓањето до формирањето на новиот Стејт департамент и новите политики. Можеби нема да биде Хојтли. Њуланд нема секако да биде, некни мислам одбран некој нов човек таму. Така што сега барем до крајот на годинава воопште нема да биде поставена Македонија на дневен ред натре во Америка или во кабинетот на Трамп на дискусија. Знаете, само ова мислам, апсолутно се слогасувам што беше кажано. Знаете, надежите кај нас дека Трамп кој ќе го превземе Стејт департаментот, што своите изјави дори во Конгресот, дека за политиката која спроведува, а тоа е нови чекори, се нови дострели во нивното реализирање во основата голем албански проект, разбирате дека нема договор со Тилерсон. Мислам дека нашите надежи дека утре кога Тилерсон ќе го комплетира тимот, кој ќе дојдат луѓе на Трамп, дека ќе има некоја промена во однос на регионот и на Македонија и на албанците во целина, мислам дека е нереално, бидејќи се работи за еден комплекс регионален,
за една долгорочна американска политика, долгорочни американски интереси, кои се во многу нешта поврзани со Европската Унија. Ви знаеме сите што збореше Трамп за Европската Унија, иако се годи таму му испоставува црвен килим, нели така, он ја игнорираше, сметаше дека таа не е фактор, што е основата голема грешка. Меѓутоа, тој однос меѓу Америка и Европската Унија останува недоречен, каква сака Европска Унија Америка, и сега сме повеќе индикатори имаме дека не сака јака, разбирате, што е повторно по моје мислење грешка, и во тој контекст многу лесно во Европа ќе држат во шах токму со Балканот. И тоа на нашата несреќа, што ние ќе видиме она монета за подкусурување што викаат, и во тој контекст да направат нешто позитивно за Македонија, ако направат, ќе биде светско чудо. Не, ја мислам сега Македонија е на потек, поготово ако се формира са нова влада, ако се формира, мислам дека во наредниот период дипломатијата македонска, која што ќе биде етаблирана новата, мислам дека таа треба во наредните месеци, додека во Америка се решаваат тие кадровски прашања, Стет департмент, да се обиде конечно да најде некој лобист во Европа. Ние 20 и кусур години не најдовме лобист кој што ќе застане зад нас. Адамчевски за македонската дипломатија ќе поразговараме во вториот дел на емисијата. Јас сега ќе само да довршам мисля да хрватите има, словенците има, црногорците има. Ние за овие 25 години за жал не успеавме да се избориме, да направиме нешто во таа насока. Имаат и нашите нешто во последно време се покажа некои лобисти, меѓутоа во секој случај не е Германија, Британија или Франција, тоа сакам да кажам. Не исчекоривме доволно за да некои работи се променат. Тоа е факт. Така, јас тука ќе повикам реклами, македонската дипломатија, позиционирањето во регионот и визави тие моќни меѓународни блокови во вториот дел на Самовистина. Бидете со нас. Продолжуваме со Самовистина, гости Мирча Адамчевски и Ристо Никовски. Господа, оваа недела се случија во делот на меѓународните активности. Председателот Иванов беше во Москва, средба со Путин. Мандатарот Заев беше во Брисел на средба со шефицата на Европската безбедносна и надворешна политика Могерини. Некои побрзаа тоа да го стават во делот, викаат еве ги тие контури на македонската надворешна политика, која што ќе биде поделена и натаму. Едниот ќе влече на кај исток, другиот ќе влече на кај запад. Дали може така да се гледа? Јас не би гледал така. Затоа што посетата на Иванов, повод за посетата на Иванов на Русија е доделувањето на наградата од Руската православна црква. Добар е тој јас дипломат, дали македонски или руски, што успеал да направи средба со Путин. Знае, Никовски беше таму, колку е тешко да се дојде до невозможно. Тоа е практично невозможно. Значи, алал да имаме тие дипломати кои тоа го направиле Иванов да биде примен кај Путин. И така да тоа ја гледам како една посета неофицијална, како придружа на доделувањето на наградата. Не гледам дека еве Иванов е за Русија, па е примен кај Путин. Повеќе ајде да не речем не куртоазна, него седнале поразговарале 40 минути колку разговарале. Се интересирал Путин според она што го прочитав. Се интересирал Путин за вакво. Речи се е невозможно да се дојде до Путин. Нормално ние за ги имаме само посети имаме на Киро Глигоров, средба со Борис Елцин 95-та година, да. Средба со Путин била желба на сите наши лидери. Во Санкт Петербург отиде така паднал од вакво. Во Санкт Петербург со Путин и Борис Трајковски се сретна исто со Путин. И толку, ова е четврта посета, четврта средба. И најсодржајна. Што мислите, што е нешто го доброволило? А словенците, председатели, тие по годината може би 2-3 пати се речаваат со Путин или премиерите. И оди во Словенија. И оди тој во Словенија. Така што не го сметаме ова како Иванов да ме кеве за Русија, мислам повеќе да разменат мислење, нема ништо конкретно. Обично кога се одат на такви посли, ако се подготвува полого време се носи и екипа, па се подпишуваат различни договори, јас сега да не кажам, дипломатите знаат повеќе од мене. Така да добре што се сретна, добре што се сретна. А што се однесува до Заев, човекот е на почеток, ние не знаеме тоа, не е сега отишол во Брисел и меѓународната политика че Македонија ќе биде кон Брисел. Ние зборувавме на почеток, кажеме предволбата е добра да сме за Европа и НАТО. И дај Боже да успее или Заев или екипата негова или оваа влада, дај Боже да успее да ни ги отвори вратите конечно Европска унија да ги почнеме преговорите. И тоа е добро.
Никовски, вие? Видите, значајна е посетата на нашиот председател Иванов во Москва. Мислам, наградата која добија тој фондот за соработка меѓу православните држави беше повод, не случаен. Јас во политиката нема ништо случајно, веројатно тоа е поврзано со интересот да дојде он тамо, да има една содржајна средба со Путин, бидејќи сите наши председатели горе-долу се среќаваа со Путина, меѓутоа со ваков повод, со ваков третман до сега немала. Сите биле некако по повод на прослава на победа на фашизмот. Григоров беше на самитот на економското. Да, беше точно. Со Елцин беше со голема помпа, беше така. Елцин е друга приказна, зборам за Путин. Да, тоа беше друго, или во економскиот форум во Сан Петербург и така натаму. Тоа е важно. Меѓутоа, знаете, еден спин нервира Кајна затоа што свесни одредени политички круги во државата дека Соединените американски држави се преосетливи за Русија денешна, дека прават свет да ја заобиколат, да ја изолираат, затоа го направија и уништија Украина, која е 5-6 по големина европска држава, и дека сега Македонија на некој начин зазема страна, се врти према исток. Тоа е апсолутна чиста небулоза во која нема никаква вистина. Пред колку време... Што мислите дека ова посвета повеќе им оди во корист на русите, односно на рускиот председател, визави руските интереси во Балканот? Не, видите, не оди и нас во интерес. Јас ќе ви кажам, кога јас бев амбасадор во Албанија, во Тирана, рускиот, тоа е 98 година, 99 година, кога Македонија беше во исклучително тешка ситуација, рускиот амбасадор конкретно ми порача, јас го пренесам нашето раководство, вели, колега вика, сликајте се со нашите амбасадори, министри во Вашингтон, во Њу Јорк, било каде ќе ви помогне тоа. Одма другата страна ќе ве земе малце посериозно и ќе ви пушти нешто, ќе овие да не вртат према исток, разбирате. Се сликавте ви амбасадоре, па помогна нешто тоа? Јас се сликав за тоа немаше вредност. Меѓутоа вика личностите наши, премиер, председател, кој оде така во Њу Јорк на заседанието, меѓутоа ги избегава русите. Пред колку време беше Меркел тамо, имаше содржајна средба со Путин, а до пред Украина, кога тука некој работи ги презема американците да ги конфронтира Европа со Русија, што е историска грешка и тоа политиката на Европската унија во таа насока е апсолутно неприфатлива. Разбирате, 2 пати годишно Меркел и Путин се среќава. Еднаш во Русија, еднаш во Германија, еднаш викаат брейнсторминг, разбирате, една комплетна разработка на сите стратегии на развој на Европа. Така да, а зашто Македонија да не сработува со Русија? Према тоа, ние ќе водиме сметка за некоја чувствителност, ние треба да ги браниме нашите интереси, разбирате, тоа е основата. Тоа треба да правиме и со Кина исто така, да не забораваме нашето клучно прашање името, се решава повторно во Обединетите нации, во Советот за безбедност, тоа се земји постојани членки, разбирате. Така да, тој наш однос и за, по моје мислење, една од нашите најголеми дипломатски грешки што ги игнорираме неврзаните. Зашто? Тоа се 120-30 земји. Но дали една ваква мала земја како Македонија? Нема мали земји во нашата политика. Ако сте вие се чувствувате мали и ситни и немокни, никој нема да сите ќе ви игнорираат. Ако вие се обидувате да играте надона, Югославија беше голема држава. Но добро, дали можеме да играме и да бидеме фактор во меѓународна констелација? Не мораме да бидеме фактор, али мораме да појачаме нашата меѓународна позиција, да добиеме референци кои ќе бидат неспорни меѓу неврзаните земји од колку 137 што не признаа под уставното име, 115-17 неврзани земји. Значи, тие се нашите пријатели. Ние нив ги игнорираме, а одиме со едни, со други, со трети, кои де факто велат прекрстете се, зашто се игнорира, за да не ги налютиме НАТО и Европска унија? Веројатно предпоставувам. Јас повеќе пати сум пишувал на таа тема и мислам дека тоа е сериозна грешка. Не мораме да бидеме ние лидери на неврзаните. Али ние кога беше 50 години од првиот самит во Белград, ние го игнориравме, разбирате. Уште тогаш? Да, пред колку години, 2011 година, разбирате. Така да тоа се наши грешки кои не соодветствуваат со нашите интереси, разбирате. Тоа јас не го разбирам. Зашто сите балкански држави, Грција ми се чини посматрач во движењето на неврзаните. Сите се други, Словенија нешто малку се колебаште, сите други, Хрватска, Србија, Босна, Црна Гора, сите се тамо, само нас не нема. А ние имаме
прецизен проблем кој може да го решават мнозинството држави, а тоа се не може. Што мислите, дали Македонија е добро екипирана во делот на надворешните работи, за да може да одговори на овие мојкни влијанија во регионот, од светот? Очигледно не е екипирана. Што недостасува? Па чим работите не ода, па многу недостасуваат. 20 кусор години кој ќе дојде министер за надворешни работи, се окружува со 20-тројца околу себе и ја водат надворешна политика на Македонија. Македонија прво не се знае кој води надворешна политика. Дали ја води председателот, дали ја води премиерот, дали ја води министер за надворешни работи. Па вие имате изјави даваат разни министри кои што воопшто немаат допир со надворешна политика, па даваат изјави за меѓународната политика на Македонија. Кој е тој што ја води политика? Се знае таму кој ја води. Прв е председателот, па премиерот, па министерството за надворешни работи, а све се работи во министерството за надворешни работи. А министерот ќе се заокружи со тројца и ќе ја води надворешна политика. Така не се води надворешна политика. Вие знаете колку кадри имаше што дојда после распадот на Југославија луѓе кои што беа дипломати од кариерни дипломати, па ти беа игнорирани овдека. И ден денес некој, ако има останат од нив, сите тие се игнорирани. Не се користи нивното искуство, а тоа беше искуство големо. Тие минуваа разни школи, подготвени беа. И се доаѓаат нови, ќе се окружи министерот со тие новите и оди. Нема резултати. Зошто постои така страв дека ако не е од нашата партија, тогаш ќе работи против интересите. Не сега башка партизацијата, не сега не зборам за партизацијата, за селекцијата на кадрите, за изборот на амбасадори, за изборот на тие така наречени, како вика, економски промотори или за изборот на аташеа, секретари во амбасадите. Па не се прави така. Када дипломатијата е занет, тоа се почна ќе го земеш од пионерче, па во младинска, па и така нам ќе оди нагоре. Па ќе се кали, ќе го пратиш после амбасадор. Амбасадоре Никовски, вие сте биле директно во дипломатија, имате повеќе искуство, сигурно, да. Ова е емисија за да се кажува вистината. 35, мислам дека така и отворено зборуваме и разговараме. Јас 35 години помина во дипломатијата и знаете, 3 клучни работи ја би издвоил вака, мислам, без некоја подлабока анализа, кои се исклучително важни и клучни за успешно дипломатско делување. Прво, избор на кадрите. Не може да пратите некој што, мислам, нема поим што е тоа дипломатија, што паѓа, да речем, од небо и да го пратите во една Турција, например, да разговара со Ердоган. Кој ќе влезе он таму, ќе се шешрдица и ќе дътка, ќе пелтечи кој ќе дојде таму. Тоа значи изборот на кадрите би се чини дека на тој план многу лоша политика се води сите 25 години, се праќаат пријатели, комши, не знам, партиски војници, а не правите луѓе. Второто, уште и најклучното е всушност стратегијата. Ако вие немате јасна стратегија што треба да постигнете, а кај нас, клучно, единствено ако сакате, е името. Ние 25 години немаме никаква стратегија што ќе правиме со името. Ние само чекаме пасивно што ќе кажа тамо, што ќе им донесе Нимиц и после ние да реагираме. Тоа е погубна политика, разбирате. Значи, ако немате стратегија, вие не знаете што да правите. Јас ќе ви кажам за споредба, кога работе во дипломатијата на поранешна Југославија, не чекавме никогаш никаква инструкција за важни работи, имаш политика и се знаеш, можеш да реагираш истиот момент денеска. Вие не можете кај нас, разбирате. Треба да се направат, не знам, консултации вамо таму за да евентуално. И третиот фактор што е основата на се финансиите. Почетокот која започнавме ова наша дипломатска борба, разбирате, на 90-те години, парите не беа проблем. Имаше доволно средства, разбирате, се алоцира и секој што сакаше да покренува акции, да работи, имаше простор. Сега се намалуваат, мисля, че некој сега скоро чита дека 50% се намалени средствата за дипломатските мисии во странство. Вие во дипломатската мисија имате амбасадор, еден дипломат и еден техничар, разбирате. Тие тројца се доволни само за да
да велам да извршат некои технички услови. Ништо друго тука нема дипломатија, да, тука нема креација. Многу амбасади се претера со тоа, се претера, немаше потребата. И тоа се сложи. Може трошоци да се намалат, да се насочат тие пари што се отварат, во овие кеш постојни тие да се заврши. Тоа е значи недостаток на стратегија, разбирате. И во таа смисла затоа што ние скандинавските земји одамна имаат пракса да имаат амбасадори во земјата кои покриваат повеќе држави, еднош на 3 месеци ќе одат таму, ќе направат контакти, во меѓувреме имаат тим кој ги следи настаните, што денеска имате интернет, разбирате. Не можете да одите во, не знам, во Јужна Африка да читате јужноафрички вестници и да слушате радио, све на интернет, така да можете и одавде да го правите тоа и да водите на политика. Мислам дека таа стратегија од сите аспекти недостасува. И често пати се отвара нешто за некој да се затвори некој нечи интерес, некоја кариера да се подржи. Мислам, тоа е, знаете, социјализмот пропадна заради погрешна кадровска политика. Социјализмот во основата е Библијата. Праксата нешто друго, разбирате. И сега ние имаме дури полоша кадровска политика често сите 25 години, отколку што беше во социјализмот. Често пати слушаме реакции, коментари во јавноста дека Македонија не успеа да изгради една добра мрежа на лобисти во светот. Колку сметате дека вака лошо конципираната дипломатска мрежа, дипломатија влијае на тоа и придонесува практично? Видите, прво да не одиме многу далеку, за време на после војната од 2001 година, кога Македонија е помногу што уништена од она што требаше да биде и што беше, на преговорите во Охрид, албанските сили, да ги така наречам, има своји странски советници. Американци, од друга страна беа позади медиатори, беа американци, кои сигурно меѓу себе се договара, а ние имавме наши некои експерти, во наводници, кои све знаеа. И затоа се случи Орлискиот договор, кој е погубен помногу што за оваа држава, иако го подпишаме и треба да го спроведуваме. Меѓутоа, тоа е вистината, не зборуваме за вистината. Ние не само што треба да имаме лобисти во цел свет, и тоа се плаќа, разберете, тие пари се ситница во што ќе ви донесат тие. Од друга страна, ние мораме да земеме експерти кои ќе ни помогнат пред се околу името. Името е еден проблем суи генерис кој не постои во светот, нема друго искуство, разбирате. И јас лично одамна сум се залагал за тоа. Треба да се земат некои пензионирани правници од Обединетите нации, од НАТО, од ЕУ, разбирате, кои ќе ни помогнат. Што тие се веќе во пензија, разбирате, тие не се финански многу заинтересирани, може да се добијат за ефтини пари, да ни помогнат. Со сите наши знаења, со наши капацитети, како победивме во Хаг. Во Хаг постигнавме брилјантна победа. Зашто? Јавме странски експерти, разбирате. Така да не се преценуваме себе си и да ги го користиме она што го знаат другите, за да успееме, разбирате. Ако немаме наши, тогаш да платиме луѓе од надвор. Сметате дека немаме капацитети, Мирче, вие на оваа тема? Нормално, лобисти за секоја добродојдени. Ние гледаме, ни цел свет, и дури и големите држави имаат своји лобисти. Една Русија има лобисти во Америка. Огромна земја има лобисти во Америка, една Германија и другите имаат лобисти во големите земји. Така што, да, ни требаат лобисти, меѓутоа треба повеќе да се обрне внимание и на она што го работи, да се направи анализа што работат нашите ДКП-а, дипломатските, наши конзуларни представништва, амбасадите, што работат, да се направи, дали досега е направена, или како вие повеќе знаете од мене, една анализа се прават ли годишно, или на 5 години, на колку, што направил овој амбасадор, што направил, ако некој направил добро, ќе му продолжиме мандатот, ќе го поттикнеме, ќе го поддржиме, ќе го афирмираме и така натаму. Само ќе прекинам за секунда. Во 2004-2006 година, кога бев јас државен секретар во Министерството, почнавме да ги оценуваме сите ДКП-а, сите амбасади. Разбирате? Не спречи. Значи, одма правите, видите, ова работи, се аргументирано, овој добро работи, овој други нема никаде, разбирате. Но тоа ви траеше кратко, така? Кратко траеше, не. Не, тоа треба да се види, треба да се направи. Министерот треба да седне или да му даде на државниот секретар, не знам тама како име се структурата во министерство. Треба луѓе тоа да видат како и што е. Тој амбасадор за 4 години што направил тоа или после една година или после 2, го бива, не го бива, ако не го бива ќе го вратиме назад. Ако нема аер многу таа работа, ја затвориме амбасадата, не мора да има таму амбасада. Меѓутоа, не го прават тоа, ви кажа, министерот се опори за тоа и трча од овој состанок на онен состанок, стожер ни е проблемот со името,
И ништо повеќе. Ништо повеќе. Така нема дипломатија. Јас ќе ви кажам конкретен пример, се извинувам. Сега точно кога беше пред 3-4 години, беше тоа кога во октомври, тоа беше 2011 година, Грчкото министерство на външни работи ни прати меморандум. Ние не одговоривме. Разбирате? А зашто беше меморандумот? Меморандумот беше целата преглед на ситуацијата, разбирате, не направија партал во сите овие елементи, разбирате, и на тоа, на меморандум се одговара со меморандум, разбирате. Ние не одговоривме, некој пише писмо, нешто, писмо некој беше пратено и така натака, тоа е класична, мислам, погрешка. Потеркот на некои прашања не заслужуваат одговор? Не знам, тоа ја претпоставам дека е непознавање на основната дипломатска пракса. Ако некој прати меморандум, ќе го одговорите, па макар да му каже се сложувам во све што пишувате, разбирате. Ако не се друго, се сова да, сова не, и на тоа почнувате една комуникација која ќе биде квалификувана, разбирате, и која ќе распчисти многу работа, што во основата и во дипломатија, и во политиката, и во животот е да го натераш другиот на чистина да излезе, а не вака не знаеш што мисли, што сака, што планира. Кога ќе почнеш таква една комуникација, веќе ти окреваш односот на повисоко ниво и работите се кристализираат и знаеш на што си соочен, што те чека, на што треба да посветиш внимание. Имаме уште без малку 10 минути до крајот. Овој период сме во период кога има контури на истражување на новата влада, се конципира полека, би требало од понеделник, според најавите на мандаторот Заев и на водечката партија СДСМ веќе и да имаме новата влада. Дали сметате дека во ингеренциите со председателот Иванов, бидејќи има поделени ингеренции во надворешната политика, дека ќе има кохабитација, а и општо? Сега, тоа кохабитација, не би требало да се прават проблеми околу тоа, колку и некому да нема волја председател, колку и тој да не ги сака овие што ќе биде сега во владата, треба да се гледа пред се државниот интерес. Кој е интересот на државата? Да видим. И тука околу него треба да се дискутира и околу него треба да се играат заеднички ставови. А не дали сум ја од мојот партиски интерес, дали од оваа партија, дали од онаа партија, дали не знам што му текла на председателот, тој што мисли. Треба да се еден диалог, да се води, да се разговара, треба повеќе да се дискутира, да се отвори, кажа некој стратегија околу името да видиме да направиме. Стратегија околу влегување во Европска унија, стратегија околу влегување во НАТО. Знаете колку работа има? Има еден куп работа, меѓутоа... Па дури да се согласиме за референдум, предпоставувам, нели алудирате на тоа, па еве за името, затоа што некој забара. Тоа е референдумот е последно прашање. Ние треба стратегија да направиме. Како дел од таа стратегија? Тоа е основата. А во основата прво... Ако нема стратегија, не знаеш кај одиш, зашто одиш. Не знаеш. Референдумот е на крај. Не затоа што тука се единствени македонските партии, условно речено, ќе го прашаме народот. Граѓаните ги. Ќе го праша народот. Тоа е крајот, не дај Боже да дојдеме до такво нешто. Ќе дојде и до тоа, ако треба ќе дојде прво да се најде решение, да видиме какво ќе биде решението. Тоа треба да го направат тие. Околу надворешна политика, што мислиме да правиме? Стратегија ли да направиме за надворешна политика? Треба нешто да направат. Ја не знам кој ќе биде нов министер за надворешни работи. Да се споменуваат повеќе. Тој не треба да ги повторя грешките на овие досегашни што се да се окружат четворица луѓе од кабинетот и да ја водат надворешна политика на Македонија или да чекаат изим што ќе им каже премиерот. Тој е министер, тој има слобода да се искажува, да гради ставови, да укажува. Али меѓутоа треба, не знам до сега дали се воделе диалози или дали председателот ги собирал премиерите и министрите да дискутираат за таа работа. Не само атко кој ќе дојде жешка ситуација, ај сега да видиме што ќе правиме. Не се прави така. Видите, суштината на стратегијата ќе објасниме се малце пластично. Ако е целта наша да стигнеме до Битола, треба да кажете дека ќе одиме преку Врелес и Прилеп. Ако не го кажете тоа, може да тргнете преку Тетово. И кој ќе стигнете прашање, разбирате, да не зборуваме тој тргнете преку Врање нагоре, разбирате. Тоа е таа стратегија. Конкретно за вашето прашање, а таква стратегија ми ја немаме околу името и околу многу други работи, и околу Европската унија, сим тоа начелна согласностите, ние немаме разработено што ќе попуштиме, зашто ова држава никој не смее да прифати прекарстување како цел. Тоа е прво понижувачко, второ уништувачко, што целта не е името на држава, целта е македонскиот народ. Меѓутоа, околу ова коабитацијата која ќе очигледно предстои и веројатно ќе биде реално за нас наскоро, во ниедна држава коабитацијата не била лесна.
на западот кои се Франција, таму доаѓаат изразот. Француски изразот е француски, разбирате, и таму се тоа политичко ниво на култура, политичката култура е толку повисока, а коабитацијата е катастрофа, разбирате. Мислам дека кај нас особено ќе дојде тој негативен дел до израз и негативните тие можности, ако Запад ова што го најавуваме, јас немам никаква дилема, да ви подсетам дека последната меѓународна посета на Обама беше на Атина, сврзана само со името. Да мислите, последната посета беше и околу името. Значи, тој е проектот кој треба да се заврши наскоро. И ако опозицијата до сегашна, која сега го има мандатот и мнозинство во парламентот, се обиди на она што го најавуваше дека Витка ќе витка Арбет и слично и така натака, ќе имаме експлозија меѓу претседателот и власта, затоа што претседателот нема да го дозволи, тоа сум уверен, и со право, разбирате, а овие под притисокот од надвор веројатно ќе бараат решение и велам, најкатастрофално ќе биде ако се прифати американската формула, се немаме време да ја објаснуваме, која Грција за среќа не ја прифаќа, али тој притисок и она што го спомнавме и Хојти од Загреб, ќе биде жесток, ќе биде неподнослив, бидејќи се тоа што се случува и затоа што помошта која добија додатна власт и само да се прекаси државата, ќе биде еден раскол меѓу претседателот и власта, кој ќе создаде уште подлабава криза во многу аспекти. Значи не предвидувате мирно море? Ја не согласувам со ова што кажа Никовски на крај, дека помош е добиена само за да се проведе името. Знаеме дека ситуацијата каква беше во изминативе 10 години во Македонија, знаеме што се случуваше, какви криминали, корупцијски афери имаше прислушкувања, така да се е собрано тоа, можеби тоа американците што го прават е еден сегмент. Меѓутоа имаше и други причини до кои што дојде до промена на власта. Можеби криминалот на вчерашна, да речеме, структура ги поттикна американци уште повеќе да дават поддршка на овие, на сегашната, да речеме, условна власт. Но ќе видиме понатам како ќе се развиваат работите. Јас кажав дека многу е битно сега да не се однесуваат игнорански едни кон други претседателот и новата власт, односно тие ќе бидат задолжени за меѓународната политика. Ако се игнорира, тогаш нема да направиме ништо. Видите, ова досегашна гарнитура на власт ја сменија и не бира средства да ја сменат, само заради тоа што беше непопустива околу името. Да таа власт го прифатеше прекасување државата, ќе ја поддржува може би 20 години. Така ќе видиме и днината ќе покаже што ова е точно, нели што вие како аналитичари се обидовте да го представите пред македонската јавност. Се надевам дека повеќе од овие ваши совети ќе допрат до оние до кај што ги упативте. Ви благодарам уште еднаш, ми беше чест и се надевам на повторно гостување во Самовистина. Без задоволство. Благодарам. Почитувани, јас тука ќе најавам уште еден рекламен блок и продолжување на вестите. Довидување. Се враќаме повторно во студиото. Најнови информации по средбата помеѓу лидерот на СДСМ и мандатар Зоран Заев со председателот на БЕСА Билал Касами. Заев и по оваа средба изјави дека новата влада може да се очекува во текот на наредната недела. Приговорите продолжуваат БЕСА и натаму остануваат на своите позиции. Одиме со изјавите на Заев и портпаролот на БЕСА. Следната средба е утре, ако Конгресот на СДСМ заврши во посоодветно време, ако не продолжуваме во недела со Сабајле. Но дадовме една задача некаде до крајот на оваа недела, тоа е недела, да се обидеме на вистина да ги привршиме разговорите, оти постоиме заради граѓаните. Граѓаните очекуваат да тргне реформскиот процес и верувам дека и времето кое што притиска врз сите нас ќе не направи поодлучни во пресекувањето на одлуките и во делот на суштествените работи и во делот на вкупниот број на ресорите во идниот владин кабинет. Разговорот беше за нашите принципи кои ги имаме предадено до СДСМ. Од сите принципи не устапуваме и јавноста веќе ги знаете. Толку во ова издание на вестите, останете со Канал 5. Пријатно.